проект имплементиран од Епицентар Интернационал и 4 клучни партнери во овој проект: Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИТ, Стопанската комора на Северозападна Македонија и Сојузот на стопански комори на Македонија. Темата на денешната пресконференција е да ги презентираме клучните наоди од студијата за ефектите врз приватниот сектор, туризам и угостителство, погоден од здравствената економска криза предизвикана од вирусот COVID-19, со препораки за справување со економските ефекти. Пред да преминеме на презентирање на информациите, податоците, препораките, заклучоците од оваа студија, ќе му дадам збор на кратко на Христијан Станојевич од Епицентар Интернационал како компанија која е координатор и имплементатор на овој проект. Христијан, повели. Во поглед на состојбата ние сакавме да направиме истражувања за тоа што се очуваат самите компании, кои се нивните проблеми и предизвици во екот на економската криза предизвикана од пандемијата со COVID-19. Затоа ја направивме и оваа студија за еден од најпогодените сектори, туризмот и угостителството. Но исто така направивме студии кои што ќе ги презентираме во наредниот период за секторите градежништво, текстил, ИКТ, потоа за прехранбената индустрија, како и две посебни студии за како компаниите се справуваат со работни тонуси и со даночната политика. Целта на овие студии, освен да ги согледаат состојбите на терен, е да дадат и соодветни препораки и мерки до надлежните институции за преку јавниот приватен диалог со владата да се креираат соодветни мерки кои што ќе му помогнат на стопанството, како на краток, така и на долгорочен рок да излезе од оваа криза. На денешниот прес, коавторот на студијата, господинот Христијан Джамбазовски, ќе даде свој осврт на препораките и она што треба да следува согласно актуелната криза како поддршка на секторот, но пред да му дадам збор на Христијан, јас само би сакала да акцентирам неколку сегменти како е изработена оваа студија и што беше се преземено за да се стигне до оние констатации за заклучоци кои што ќе бидат изнесени од господинот Джамбазовски. Значи, оваа студија за секторот туризам и угостителство ги има во предвид меѓународните искуства од секторот туризам и угостителство, а во меѓународните искуства беа користени информациите и препораките од повеќе меѓународни институции што се занимаваат со анализа и следење на секторот. Тоа е препораките од Светската туристичка организација при Обединетите нации, UNVTO, кои што имаат 23 активни препораки, кои што се поделени во 3 клучни области за поддршка на секторот. Втората институција која се занимава со анализа на секторот се препораките од Светскиот совет за патување и туризам, кои работат на ниво на светот, и препораките од Европската комисија, како и препораките од Меѓународната асоциација за воздушен транспорт и секако мерките што ги презема регионот. За сите овие податоци јас нема да должам многу, бидејќи имате поделено материјал во кој што се обидовме да сублимираме накратко што све овие институции препорачуваат, преземаат и во кои насоки се нивните поддршки во секторот. Ке потенцираме само дека и во нашата држава беа преземени неколку пакет мерки кои што ги има во предвид здравствениот сегмент, економскиот сегмент и делот на туризмот кој што посебно беше координиран преку Координативното тело за туризам, формирано од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, во кој што учествуваат чинители од сите сегменти од секторот угостителство и туризам, и Фондот за туризам кој што е формиран во Министерството за економија, во кој што досега се обезбедени 95 милиони денари средства, со кои е предвидена поддршка на секторот, со најава за зголемување на овој фонд во следниот период. Секторот туризам и угостителство, ако се следи од 2010 година навака, вие знаете зашто ја взимаме 2010, тоа е годината кога почнува субвенционирањето и поддршката на секторот, може да се забележи раст за отприлика 30% на домашните туристи, но раст на речиси 200% на странските туристи. Во делот на ноќевањата процентуалниот раст е малце поинаков, но приближно со поголемо темпо расте бројот и на туристи и на ноќевања на странските туристи во споредба со домашните.
Во анализата се осврнавме и на бројот на деловни субјекти кои работат во секторот, на остварениот промет од предпријатијата во секторот и она што е констатација е дека растот и на бројот на деловните субјекти и на прометот не иде, да кажеме, во иста насока со растот на бројот на туристи, но секако има континуиран раст и од аспект на правни субјекти кои работат во секторот и од прометот што се остварува во овој сектор. Во анализата евидентираме и број на вработени, просечна бруто плата по вработен, тоа ќе го видите се во она што го имаме како анализа во студијата, но оваа студија беше во изработката на оваа студија анкетиравме голем број на компании кои што работат во секторот и би сакала да потенцирам дека овој сектор е многу хетероген, бидејќи овдека имаме ресторани, имаме туристички агенции, имаме хотели, имаме компании кои се занимаваат со сообраќај и сето тоа го вклучува туризмот. Од сите овие подсектори, да кажеме, имавме одзив на компании кои што одговорија на анкетен прашалник, кој што беше пообемен и кој што ги даде насоките како треба да се дефинираат и конципираат препораките за секторот во следниот период. Беа направени интервјуа со 27 правни субјекти од овој сектор и 6 меѓународни правни субјекти кои што работат на инкаминг на странски туристи во нашата држава. Согласно сето ова, јас само ќе се осврнам на неколку одговори кои што беа дадени во анализата. Тоа е дека 88% од испитаниците одговориле дека последиците од кризата ќе имаат големо влијание врз ликвидноста на нивното работење. Потоа дека некаде до август, септември има масовно откажување на сите закажани аранжмани, конференции, разни видови на настани што се организираат во нашите угостителски објекти и драстичен пад на бројот на туристи кои што се очекуваат во 2020 година од странство согласно кризата. Имавме и две прашања во анкетата, колку време ќе биде потребно за враќање на вообичаеното ниво на работење, доколку кризата заврши до крајот на јуни 2020 година. Тука 28% одговориле дека ќе им бидат потребни од 3 до 6 месеци да се вратат во нормално работење по завршување на кризата, а 25% од испитаниците одговориле дека ќе им бидат потребни од половина година до 1 година за да се вратат во нормала во своето работење. Следното прашање доколку кризата заврши до крајот на 2020 година, се извинувам, 45% од испитаниците одговориле дека ќе им бидат потребни повеќе од 12 месеци по завршување на кризата да може да се вратат во своето редовно работење, а 25% одговориле дека ќе им бидат потребни од 6 до 12 месеци. Тоа значи дека ако кризата трае до крајот на оваа година, дури цела следна година ќе им биде потребна за да се прилагодат на работењето што го имале во претходниот период. Во делот на загриженоста за намалување на активноста на пазарот од странски туроператори, 89% од испитаниците одговориле дека се умерено загрижени од ризикот странските туристи кои што до минатата година биле присутни на овие пазари на македонскиот пазар да се вратат повторно на нашиот пазар. Јас повеќе не би должела, сега ќе му дадам збор на господинот Джамбазовски, согласно овие констатации што се направени, но и многу други што ги има во анализата, таа ќе биде веќе достапно денеска во целост да можете да ја проследите. Се предложени мерки во секторот за туризам, краткорочни, среднорочни, но за тоа ќе му оставам збор на господинот Джамбазовски. Повели. Почитувани представници на медиумите, драги колеги и драги пријатели. Следиме еден процес кој што е многу тежок. Гледате и самите колку е непријатно и тешко во една ваква ситуација да сме на едно место повеќе луѓе. Вие и самите како што реагиравте, замислете како би одело во организирано едно патување. Замислете како би одело усогласување на протоколи за патување меѓународно. Тоа е потврда дека ни следува еден долг и многу тежок процес. Во последно време само една тема го окупира нашето внимание и тоа е јавното здравје, здравјето на нашите најблиски. И многу е тешко во една таква ситуација кога доминантно просторот е заземен од COVID-19 ние да дискутираме за туризам.
Меѓутоа, од економски аспект, низа последици се појавуваат и не само во туризмот. Меѓутоа, туризмот е еден од најпогодените, а можеби и најпогоден сектор во економијата. Во оваа ситуација бевме ангажирани да изработиме една студија, односно истражување во однос на ефектите од пандемијата и од кризата предизвикани COVID-19, од COVID-19 во секторот туризам и угостителство. И кон документот својот несебичен придонес го дадоа коморите, како што назначи Даниела, и тоа сите комори и еснавски организации кои што го третираат туризмот, како би се стигнало до документ кој реално би одразил состојбата во туризмот во Република Северна Македонија. Јас ќе бидам краток со цел да се фокусираме на оние што се значајни, односно релевантни прогнози, симулации, кои што произлегува од документов и каде што во основа се задржува вниманието на документот и на препораките, односно по линијата каде што треба да се влијае. Би сакал да потенцирам дека целта на студијата не е да ги критикува ниту позитивно, ниту негативно досегашните економски мерки донесени од страна на владата, туку да ја одрази моменталната ситуација и да помогне на властите, но и на стопанството, односно на сите засегнати страни, во заедничкото справување и напорите за надминување на ситуацијата. Исто така може да послужи студијата како еден вид патокас, едно мапирање при изнаоѓање на самите решенија и да даде увид во напредокот при примена на избраните решенија за справување со кризата. Направени се две можни сценарија во самата студија, кои се представени во три различни нивоа на економски одговор од страна на државата. Основен критериум е нивото на ефективноста на државните интервенции во економијата преку мерките и политиките што имаат за цел избегнување на спирално запаѓање во економска депресија. Економскиот одговор кој би имал високо ниво на ефективност, односно високо ефективен економски одговор, може да го видите во матрицата обоен со зелено, вие ќе ја добиете подоцна, бидејќи овдека не може добро да се забележи во самата матрица, ситни се буквите, меѓутоа ќе ги добиете сите по електронска пошта и слайдовите и матрицата. Меѓутоа во зелено, она што е за подлекување, дека во зелена боја се одбележани највисокиот можен ефект на економскиот одговор кој што би бил даден од страна на државата, а во црвена најдоле е одбележано најниското ниво на економски одговор. При тоа, економскиот одговор кој во својот сет содржи специјално дизајнирани мерки за секторот туризам и угостителство, предвидува доволно средства за широка поддршка на секторот, вклучува едноставна процедура и ефикасност во реализацијата, ние го сметаме за високо ефективен економски одговор. Бојата го одгразува влијанието на мерките врз COVID-19, односно дали тие го ограничуваат влијанието врз компаниите и колку го ограничуваат. Според сценарио 1, предпоставуваме дека здравствената криза ќе трае до месец јуни, односно ќе биде ставена под целосна контрола во месец јуни 2020. Меѓународните летови предвидуваме дека ќе почнат редовно да се обраќаат во месец јули 2020 година. Падот на бројот на туристички пристигнувања би бил во почетокот 50%, за подоцна од септември да почне да се стабилизира. Меѓутоа,
ефектот кон крајот на годината, според ова сценарио, за очекување е да имаме пат од над 50% од странски туристи, и тоа под услов да кризата со пандемијата од COVID-19 биде целосно ставена под контрола. Што значи целосно ставена под контрола? Да нема протоколи. Значи, доколку не е ставена целосно под контрола, влегуваме кон сценарио број 2. Во зависност од степенот на ефектите од мерките, според сценарио број 1, можна загуба на работни места во туризмот е помеѓу 2 и 12.000 загубени работни места во оваа година. Второто сценарио предпоставува дека здравствената криза ќе продолжи до крајот на 2020 година. Авионските компании би почнале повторно да се обраќаат по јуни, меѓутоа со процедури и на начин кој што значително би го отежнал движењето. Тоа би значило дека превозните средства би биле со капацитет не поголем од 40% од вообичаениот капацитет. Доколку биде контролирана и продолжи здравствената криза до крајот на годинава, за очекување е да немаме економска активност во туризмот, односно да се загубат сите чартер ротации и да имаме пад на бројот на туристи од над 80%. Во зависност од тоа во колкав степен мерките ќе го ограничат влијанието на COVID-19 врз секторот, односно од нивото на ефективност на економскиот одговор, помеѓу 4 и 20.000 вработени во секторот туризам и угостителство ќе ги загубат своите работни места. Дополнително отежнува тоа што пред објавување на здравствената пандемија прогнозите беа многу поволни. Имавме стабилен раст, добри трендови, тоа ги охрабри стопанствениците, влегува во инвестиции, ги проширија своите производни можности, инвестираа во маркетинг, што дополнително ги компликува состојбите во реалниот сектор. Во интереси на времето би се осврнал на симулација во однос на предвиден промет по основ на туризам. И ако претходно беа позитивни со стабилен раст, веќе не се така позитивни. И тоа имајќи во предвид дека веќе навлегуваме кон сценарио, одиме кон сценарио 2, значи може да ја гледате онаа сива линија најдоле, која што го одразува туристичкиот промет. Одиме со релевантни претпоставки во однос на прометот во 2020 и 2021 година и стабилизирањето на туризмот и возвраќањето на позициите од 2019 година, кој што во зависност од нивото на одговорот, според сценарио 1 би биле во 2023 година да го постигнеме нивото од 2019 година, или според сценарио 2 во лош одговор во 2027 година да го достигнеме нивото од 2019 година. Јас не можам сега во моментов да навлегувам во детали, но би било добро да заинтересираните учествуваат на официјалната презентација која што би била детална на овој наш труд. Во првата година, според сценарио 1, би имало пат од преку 200 милиони долари во приливот, од проектираниот прилив. Тоа е над 50%, додека во втората година, односно 2021, според првото сценарио, доколку заврши кризата веќе, што би се рекло сега, 35% пат од
регуларниот од претходно прогнозираниот приход. Но според второто тоа звучи уште по загрижувачки. И тоа би значило намалување од над 80% на туристичкиот промет, односно прометот по основ туризам. Не треба да кратам. Да. А за втората година, замислете колку тешко ќе оди возвраќањето. Ова е многу важен момент, бидејќи консолидацијата, односно задржувањето на структурите во туризмот се многу важни за тоа како во иднина ќе се позиционира Македонија како туристичка дестинација, односно одржување на понудата ќе значи и баланс помеѓу побарувачката и понудата. Во спротивно ќе ги загубиме позициите како туристичка дестинација, бидејќи и други дестинации работат интензивно на привлекување и подобрување на својата позиција. Замислете ако грчки региони веќе размислуваат на субвенции и замислете ако тоа го прави истото Палма де Мајорка или Балеарските острови и атакуваат на меѓународниот пазар веќе со субвенции. А нас ни беа потребни и во нормални услови субвенции за да бидеме конкурентни на меѓународниот пазар. Како резултат на оваа студија произлегува низа препораки кои доколку се применат онака како што се прикажани и дадени, ќе се постигне највисоко ниво на економски ефекти. Во прво време најважно е да се обезбедат квалитетни краткорочни мерки, кои што треба да обезбедат економски опстанок на компаниите и запазување на внатрешните структури. Затоа и мерките се така дизајнирани да се насочени кон заштита на работните места и одржување на ликвидноста на компаниите, бидејќи таму е многу едноставна формулата за ликвидноста. Значи, залихите врз тековните обврски го даваат нивото на ликвидност на компаниите, кое што е исклучително ниско, односно нема ликвидност во секторот туризам и гостителство. Другиот сет во другата група од мерки се однесуваат на мерки кои што треба да ја подобрат меѓународната позиција, односно да ја одржат и подобрат меѓународната позиција на Македонија како, односно Северна Македонија како туристичка дестинација. Преку мерки кои што вклучуваат субвенции, олеснување на начинот на субвенционирање, бидејќи како што спомнавме, ако претходно беа потребни, сега се потребни повеќе од било кога. И тоа да се задржат најмалку до моментот на постигнување на перформансите од 2019 година, пошто би се ревидирали и замениле со маркетиншки активности. Потоа, внатрешниот туризам, односно домашниот туризам. Ние сега го актуализираме ова како важен момент, меѓутоа потребата од перманентно работење во однос на развој на внатрешниот туризам постои и не само поради ова и поради овие случувања околу COVID-19, меѓутоа генерално и во изминатиот период се стекнува впечаток дека не е доволно работено на домашниот туризам, а има потенцијал кој што може да даде додадена вредност. Тој не е во обем кој што може да ги анулира загубите. Не е во обем кој што може, нема таков потенцијал кој што може да компензира. Меѓутоа во секој случај е еден важен момент кој што може да ги ублажи последиците и еден од инструментите со кој што ќе треба да се послужиме. Околу даночните олеснувања и други форми на поддршка на владата имаме дадено објаснување зошто и каде треба да се применат, односно највеќе да се применат онаму каде што државата ќе треба да се откаже од нив доброволно или принудно. Што значи тоа? Доброволно доколку го направи преку мерки, а принудно доколку ги загуби стопанските субјекти. Имаме и одделен сегмент во кој што се осврнуваме и на реформите кои што се потребни, меѓутоа во друга прилика, бидејќи тие се однесуваат на пост-ковид периодот во кој што би можело и треба да се размислува како основа за иден развој на туризмот.
Кога збориме за туризам, значи не збориме за туристичките патувања и патувањата за годишен одмор, туку збориме за суштинската страна на туризмот, а тоа е дојдовниот туризам. Тоа е продажба на нашиот продукт, туристички продукт на светските пазари, тоа е продажбата и промоцијата на Македонија како туристичка дестинација во светот. Дојдовниот туризам всушност представува приливот на странски туристи во држава и приливот на девизи во државата. Покрај приливот на девизи, што директно се поддржува економијата, туризмот поддржува и многу други сектори и многу други гранки. Бидејќи сите тие туристи кои што ќе дојдат тука користат локален транспорт, ги користат нашите угостителски објекти, конзумираат македонска храна, одат во музеи, посетуваат разни знаменитости. Така да цела една серија на гранки зависи директно од дојдовниот туризам. Затоа неопходно да имаме една стратегија и да знаеме каде ќе одиме во рамки на туризмот. Промоцијата на Македонија како атрактивна туристичка дестинација во светот е предизвик, бидејќи тоа е еден глобален пазар со огромна конкуренција, но во овој пост-ковид период покрај тоа што ќе треба да ги представиме убавините на Македонија, гостопримството, храната, ќе треба да докажеме на странските туристи дека Македонија е безбедна земја со сигурен здравствен систем. Сите тие туристи мора да имаат доверба во земјата каде што патуваат. Конкуренцијата, како што кажав, е огромна. Се среќаваме со огромни туристички дестинации, кои што се машинерија во туризмот, се бренд дестинации. Сите тие веќе, како што најави Кристијан, веќе спремаат свој план на субвенции да ги привлечат туристите да се вратат повторно на своите места, така да ќе биде огромен предизвик и ние да го направиме истото и да ги донесеме, да ги убедиме туристите да дојдат кај нас. Неопходно во сето ова ќе биде исто и да се поддржи авиосообраќајот, кој што е едно од главните средства на транспорт сега во туризмот. Сведоци сме дека авиоиндустријата е една од главните, една од најпогодените индустрии, така да многу авиокомпании веќе ги намалуваат своите капацитети, ги скратуваат своите флоти, веќе работат на ревидирање на своите дестинации, на мрежите каде што оперираат и ќе се фокусираат главно на оние дестинации кои што се со најголем капацитет, најголем потенцијал и најголема можност за профит. Така да ние како држава не смееме да дозволиме да изгубиме дел од овие дестинации, бидејќи директно од тоа ќе пати и туризмот. Секоја дестинација е потенцијал за нови туристи, така да директната поврзаност со што е можно повеќе дестинации во Европа и во светот е од исклучителна важност како за туризмот, така и за економијата во целост. Авиосообраќајот е еден од главните мотори двигатели на една економија. Така да не должам многу да бидам краток во интерес на времето. Не чека тежок период, предизвиците се огромни, но вака обединет туристичкиот сектор со соодветна стратегија во туризмот и поддршка од институциите, веруваме дека Македонија повторно ќе ја поставиме на мапа на светскиот туризам.